Препознатливиот наратив на фронт нема да се промени и по освојувањето на советнички места. Тоа е единственото што го ветуваме. Паушалите ќе ги донираме на сиромашните. Со фронт во градскиот совет ќе се стави крај на бескорисните лајкови кон царевата ќерка и нема да пропуштиме ниту една прилика да покажеме со прст на кај царот ако е гол. Оти, според фронт, советот треба да биде неавтоматизирано тело, што градоначалникот само треба добро да го носи на својот рбет. Фронт нема да дозволи да ви ветуваат смарт услуги без да ви дадат смарт плати. Пред сите нас, почитувани, се протега иднината на, се плашиме, подценетиот граѓански слој на Куманово. Не деградираа, не дехуманизираа, не обезличија, што би кажале ви неопределени такатни га земасва. Какви програме, какви бакрачи. Фронт во Советот ќе поддржува предлози што се исклучиво од корист на неговите жители и смело ќе застане на патот на непродуктивните дискусии, од кои единствениот бенефит досега беше која улица да ни биде едносмерна. Проникнавме во очајот дека е залудно да се живее честно. Допуштивме партиите да не држат како заложници во акционен филм од Б-продукција. Градоначалникот и полицискиот началник е пожелно да пијат кафе често во иднина. Фронт нема да поднесува подлизурковци кои претендираат да се закачат на државната дојка, што освен што е без млеко, исто така е и канцерогена. А кој па и да понуди лек? Некој вработен од зелените во градската болница кој не знае ни инфузија да вклучи. Некој административец после 13 часот во петок. Некој советник кој крева два прста бидејќи така му е наложено. Или некој наставник кој ги штити правата на децата и се бори да дишат без маски, додека неговите сопартици си дишат во врат редовно по митинзи. Фронт нека биде решение, не за подземни води, облакодерни визии и адреналински чуда, туку за малку труд и многу љубов Куманово да се врати картографски онаму кај што припаѓа. Фронт, број 42.